Голема заинтересираност за вакцините има во Кичево и во Кичевско. За тоа како таму поминува одбележувањето на Европската недела на имунизација. Утрово ќе ни каже нашиот дописник Бранислав Стојановски. Бране, добро утро и до тебе и до твојот гостин. Добро утро до студиото на Мега телевизија. Се јавуваме во живо од Кичево, каде што денес со мојот соговорник, доктор Елизабета Илиовска, ќе разговараме токму на темата за неделата, Европската недела на имунизација, која што оваа година се спроведува во периодот од 24 до 30 април под мотото "Спречи, заштити и вакцинирај". Доктор Илиовска, добро утро и еве може на почетокот да ни кажете што точно означува Европската недела на имунизација. Добро утро. Во оваа недела на имунизација мораме да ги опфатиме сите деца кои не се вакцинирани според редовниот календар на вакцинација. За оваа цел под Министерство на здравство, а во согласно со Светската здравствена организација, како и секоја година, еве и оваа година, направивме подготовка за цела недела. Излегуваме на терен, што е многу битно, за да го прочешламе теренот и да откриеме нови случаеви што не ни се вакцинирани, за да ги заштитиме децата. Значи, во оваа недела на имунизација, ние ги опфативме повеќето улици, како што се Прилепска, Скопска, Мексико, нашите улици, кои што претежно се населени со ромско население. Тие обично знаат да ни се придвижуваат да бидат една година во Прилеп, друга година во Гостивар, некоја година се во Кичево, па мораме да ги заштитиме нивните деца со овие вакцини и затоа ние бевме излезени на терен. Успешноста, опфатеноста во овие 2 дена ни беше доста голема. Откривме нови случаеви, значи на невакцинирани деца. Морам да кажам дека ги опфаќаме децата од 0 возраст, значи веднаш после раѓањето, каде што им се дава вакцина против туберкулоза и против хепатит Б, потоа на 2 месеци, на 4 месеци, 6 месечна возраст, на 12 месеци, 18 месеци, ги опфаќаме исто на 4 години, ги опфаќаме и школските деца. Во ова недела на имунизација ни се опфатени децата што не одат на училиште, иначе многу лесно ги наоѓаме преку училиштето децата што одат на училиште, меѓутоа во оваа недела на имунизација нас ни е целта да ги опфатиме оние деца што не посетуваат настава, а да бидат заштитени со вакцина. На 6 годишна возраст, на 7 годишна возраст, значи 14 години и последната ревакцина што имаме на 18 годишна возраст. Така, може ли еве да направиме една компарација, една споредба во однос на минатата година? Кога еве имавте повеќе работа во оваа недела на имунизација, дали е тоа минатата година или оваа година, затоа што нели оваа година остануваат уште 2-3 дена до петок, до 30 април? Јас мислам дека со секоја наредна година имаме се помалку и помалку невакцинирани деца, затоа што ние уште кога немаме ваква недела на имунизација, им даваме совети на родителите, апелираме да доаѓаат, да ги вакцинираат редовно своите деца, за да бидат заштитени против заразни заболувања. Значи, за да немаме сакаме процентот на вакцинација да ни биде многу поголем и затоа ние се трудиме да остане што помалку деца што треба да ги опфатиме во оваа недела на имунизација. Доктор Илиовска, оваа недела на имунизација е фактички една вонредна недела на вакцинирање на оние деца кои што не успеале навреме да се вакцинираат. Може ли еве да им укажеме и на самите родители кои болести се всушност оние болести со кои што вие им помагате на децата вакцинирајќи ги со овие вакцини, односно да објасниме кога треба на редовна основа родителите да ги носат децата на вакцинирање и од кои болести ќе бидат заштитени? Па најпрво во родилишта на првите 24 часа ги заштитуваме децата против туберкулоза, многу тешко заболување, сите знаеме, и за хепатит Б. Потоа, ние според календарот на вакцинација правиме за секое дете, значи план кога да го донеси родителот. Како што кажав, на 2 месеци сега имаме нови 605-валентни вакцини. Со тие 605-валентни вакцини што ни ги набави Министерството за здравство,
општество имаме поголема предност за децата, затоа што сега со едно боцкање, а не како порано требаше 2 боцкања и преку уста да се дават вакцините, сега само со едно боцкање, значи со 6 и со 5 валентните вакцини, со еден убод, не е многу травматично, децата ги заштитуваме од 6 или од 5 заразни заболувања. Морам да кажам за родителите дека вакцините се многу битни и мора да ги носат често децата на вакцинација според календарот на вакцина, да не дозволиме да има заразни заболувања сега во овој век, кога навистина се вакцините многу безбедни и бесплатни. Исто морам да кажам дека без разлика родителот дали не бараме воопшто, освен здравствената легитимација, не бараме ни осигурување, ни ништо, што е многу битно за еден родител, да му се набават вакцините бесплатно, да биде детето заштитено и да немаме заразни заболувања, затоа што и едно заразно заболување, знаеме колку е детската парализа опасна, или туберкулозата, или било кое друго заболување, да не кажеме за дифтеријата. Не смееме да дозволиме ни еден случај за да ни се прошири во денешно време некое заразно заболување. Само со навреме вакцинирање и ревакцинирање, значи вакцините ги добиваме во бебешка возраст, меѓутоа ние повторно кај децата во школска возраст, повторно го обновуваме имунитетот со самото ревакцинирање. Затоа кога ќе почнеме со календарот на вакцинација од 0 возраст, ние мораме да завршиме со последната ревакцина на 18 години. Ако е спроведена навреме имунизацијата, детето во секое време ќе биде заштитено од овие заразни заболувања. Нема да ни се случи да ни се појават епидемии, од што најмногу ние докторите се плашиме. Докторке, може сега да проговориме нешто и околу самите вакцини. Значи, споменавме кои се болестите од кои што децата ќе бидат заштитени со овие вакцини. Што представуваат самите вакцини, еве, да ни кажете во една поопшта форма? Вакцините кај нас можам да кажам дека се доволно безбедни, затоа што тие се поминуваат преку Министерство за здравство во согласно со Републичкиот завод за здравствена заштита, тие се комплетно проверени. Ние на вакцина, ако не е проверена, нема да се пушти во промет. Друго што сакам да кажам дека нуспојавите се многу ретки, сега се многу попрочистени, вакцините ги добиваме во попрочистена форма, така да и реакциите, несаканите ефекти се многу мали, реакциите освен локално црвенило и малку оток не се јавува ништо друго. Вакцините се доста безбедни, морам да кажам, и родителите да не си дозволуваат на своја рака да си набавуваат вакцини, заради тоа што многу битен е и ладниот ланец да биде запазен. Кај нас е многу битен и транспортот и начинот на чување на вакцини. Многу е лесно да ја набавиме сами една вакцина без разлика на парите, меѓутоа морам да кажам дека ладниот ланец ни е многу битен. Кај нас вакцините се доставуваат значи во специјални возила, ги чуваме во специјални фрижидери на специјална на одредена температура. Секој дневно медицинската сестра ја прати, значи во фрижидерите секој дневно се прати температурата. Не можеме да дозволиме ние отстапување на температурата. И затоа овие вакцини ги сметам за исправни и подобри за промет, него некој на своја рака да си земе вакцина, навистина може би ја купил, меѓутоа како е таа чувана и како е транспортирана, тука е многу важно. Важен е начинот на транспорт и начинот на апликација нормално. Еден апел до сите нив, што треба да направат за навреме да се грижат во овој дел за своите деца? Јас би сакала до родителите да кажам еден совет. За се што не им е јасно околу вакцините, треба да прашаат стручно лице. Значи, кај нас постојат советувалишта за вакцини, вакцинаторска служба за предшколски и школски деца. Се што не е јасно, јас би им посоветувала да дојдат да се посоветуваат со стручни лица, дали ќе биде тоа соматичниот лекар или некој од кај нас од вакцинаторска служба. Многу би сакала да им биде стручно објаснето, а не да читаат секаква литература и да бидат збунети. Онаму каде што стручно ќе им се објасни, мислам дека доволно ќе им се укаже и на самиот квалитет на вакцината, и на значењето на вакцината, и на последиците. За секоја вакцина ние родителите ги припремаме
за секоја вакцина посебно кажуваме како да се однесуваат, дали треба да стават облога дома, дали да дадат нешто против температура. Значи многу убаво им советуваме, а не да залутаат на некои нестручна литература па да бидат збунети, да си поставуваат дома прашања секакви, дали се вакцините квалитетни или не, дали да го донесат детето или не. Мислам дека ако стручно им се објасни, ќе им се укажат на некои нивни ситуации што им се неразјаснети, да дојдат кај нас во секое време. Ние не ја чекаме само неделата на имунизација, значи отворили сме се за соработка со родителите во било кое време, од 8 часот до 16 часот, отворени сме за секаков совет, за секаква дискусија. Нормално пред секоја вакцина детето го прегледуваме. Мораме да го прегледаме, само здраво дете прима вакцина, тоа треба да го кажам, значи да не се плашат дека нешто ако има некакво заболување нивното дете дека ќе биде вакцинирано и дека ќе има некакви последици. Значи ние го прегледуваме детето пред секоја вакцина и тогаш кажуваме дали детето ќе прими вакцини или не. Значи и ние исто како родителите и докторите сме родители, им посакуваме се најубаво на децата. Сакаме да ги заштитиме со тоа, да не се болни, сакаме да имаме здрави дечиња и им посакуваме се најубаво како на предшколските, така и на школските деца. Значи работиме и со предшколски деца и со школски деца. Исто и на училиште ще им кажуваме пред секоја вакцина, зошто ги вакцинираме, која е вакцината што ја даваме, како дома да се однесуваат првите 24 часа после вакцината, дали ќе им смета за нивните спортски активности, дали за училишните активности. Значи се им кажуваме на децата. Меѓутоа, ако некој сака подетално да биде информиран или ако мисли дека неговото дете не е доволно вакцинирано, слободно нека дојде во овие 2 дена што ни преостануваат. Ние, освен теренска работа, остануваме и по неколку часови во нашите диспанзери. Ќе се договориме, ќе ги вакцинираме децата, така да бидеме навреме, исто како и нашето мото, навреме да спречиме, да заштитиме и да вакцинираме. Докторке, ви благодарам. Студио уште еднаш да подсетиме дека оваа Европска недела на имунизација завршува на 30 април оваа година и да напоменам дека оваа година е 11-та поред оваа Европска недела на имунизација која што ја спроведува Министерството за здравство во соработка со Канцеларијата на Светската здравствена организација во Македонија.